Време за првиот разговор во нашата емисија Хумано, одговорно и системско решавање на проблемот со бездомните куќиња во Скопје. Јавното претпријатие Лајка доби нов директор кој ќе одговори на предизвикот и довербата која доби од град Скопје. Велам добро утро за Војслав Димитровски, пред се доктор по ветеринарна медицина и нов директор на Лајка. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, добро најдов. Благодарам на поканата и баш ми е често на државниот сервис ќе објавиме оваа вест во јавноста и ете се надеваме на убав почеток и на доста плодна работа во следниот период. Последниве 10 години активно работевте на благосостојбата кај животните во Македонија. Скопје има навистина сериозен проблем со бездомните куќиња и тука ќе ги споменеме неодговорните собственици. Како ќе се решава овој проблем? Видите, ова е проблем кој што во континуитет градот Скопје го има и го има можеби изворот, да добро го детектиравте дека е начинот на кој што се чуваат домашните миленици, но сепак треба да кажеме дека институционално овој проблем не се направени сериозни чекори во насока на примена на законите и правилно контролирање на проблемот и од тука натаму доаѓа јавното претпријатие каде што и претходно сум го раководел и сум работел и сега повторно ми се даде довербата да го водам, да биде еден вид на пожарна служба, односно гасител на пожарот кој што граѓаните секојдневно го палат. Ето фигуративно така да го представиме кај вашите гледачи. Во секој случај ова претпријатие треба доста одговорно да работи, со цел пожарот стварно да биде на ниско ниво, а не да допринесува да тој да се разбунува се повеќе и повеќе. Нашата одговорност како во минатото, така и во иднина на претпријатието во секој случај треба да биде овој пожар да биде максимално изгасен и да ги пробаме заедно со другите институции да алармираме. Тоа ни е нашата сила, ние немаме друга моќ реално, да се променат и некои други начини на постапување со цел да се спречи пуштањето на куќињата на улица, нерегулираното размножување од страна на собствениците и да биде казнето во секој случај, а тоа може да биде под принципи на награда и казна, не мора само да се казнуваме. Не, може да има субвенции, субвенционирање на домашните миленици да бидат третирани и стерилизирани на правилен начин. Можеме една статистика да кажам. Сега, генерално во рамки на Република Македонија секојдневно постапувам во различни општини за проблемот со бездомната популација на куќињата и во некои општини кои што се доста очигледно поодговорни во изминатиот период се има направено мониторинг и реално се знае колкава е популацијата и колку време треба и колку мерки треба да се вложат со цел и финансии, во секој случај со цел да се стави под контрола. Истото ќе го направиме и за Скопје. Прво треба да си го измериме проблемот, за потоа да го решаваме. Разговаравме со градоначалникот пред неколку дена, каде што навистина даде поддршка, барем усна, во овој момент мора да кажеме дека во претходниот период други градоначалници ни давале поддршка, ама некако поддршката не одела. Се надеваме дека овој пат поддршката навистина ќе биде на лице, затоа што јавното претпријатие е во сериозна финансиска зависност од градот и од општините и доколку немаме сериозна и континуирана поддршка, во таков случај претпријатието ќе биде само едно претпријатие кое што вработува X луѓе без да може реално да се решава проблемот, како што за жал во изминатиот период реално и беше. Затоа ни треба сериозна поддршка, а нашата работа е да ги вклучиме сите ресурси за да можеме тоа да го направиме. Проекцијата ни е во рамките на 8 месеци од утре што се вика, да стигнеме до 75% од популацијата улично да биде контролирана, односно стерилизирана, кое што би дала можност од тука натаму да има пат на уличната популација преку тој нормален тек и развој на животот на животните без никакви рестриктивни мерки во никој случај. Ќе бидеме доста пореактивни во однос на случаите каде што имаме немили настани, за да не се оставаат можности да се случуваат и понатаму. Се надевам дека ќе ги дообучиме ако има потреба од службите за заловување, за ова да се адресира колку што може побрзо, за да не бидат загрозени граѓаните, затоа што гледаме дека граѓаните во секој случај сериозно реагираат. Имаме веќе случаи и низ државата, но и во градот Скопје, кои што укажуваат на тоа дека граѓаните се така малце
резервирани кога комуницираат со уличната популација на кучињата. Мора да кажам дека да, во градот Скопје, еве, последен пат имаме правено мониторинг 23 година, тогаш беа околу 49-50% стерилизирани кучињата, сега апсолутно немаме 24-25 година, апсолутно јавното претпријатие не си ја преземало оваа одговорност, за да знаеме колкав е проблемот, но мора да кажам дека во истиот овој период и 25-та и сега, вчера правев повторна анализа, домашните кучиња на ниво на град Скопје се стерилизирани само 6%. Кога ќе видиме, значи, уличната популација е над, еве, ајде да речеме да останало на тоа ниво, се надеваме дека барем сме го задржале тоа ниво во последните години, е околу 50, домашната е околу 5. Сите знаеме дека ние имаме традиционално чување на кучиња, може така, тоа не е правилна дефиниција, не е дефинирано како таква, но си ги пуштаме и да излезе и да влезе и да контактира со комшиите и така натаму, поготово во пределите каде што имаме населби. И тука треба доста посериозно да работиме со општините во однос на едукација на тоа население и на стерилизација, но и на правилно чување на животните. Се надам дека и Агенцијата за храна и ветеринарство ќе излезе во пресред со колку што имаат расположливи капацитети. Веќе разговаравме за може да се вклучат и други инспекциски служби кои што можат според закон, но треба да се направат уште некои предуслови со цел и тие дополнително го направат тоа. Веќе разговаравме и со градоначалникот да се вклучат и местните заедници, секретарите на местните заедници со едукација, затоа што тие најдобро си го познаваат реално својот микрорегион на делување, знаат кој куче на која куќа припаѓа, ги знаат семејствата на начинот на кој што ги одгледуваат животните и реално функционираат во тоа микроопштество, и мислам дека преку со едукација од нивна страна кон неодговорните сопственици би можеле исто така процентуално да го намалиме проблемот со нови поколенија на улица. Сега нормално потребен е хуман третман кон животните, се разбира грижување во соодветни услови. Рековте, ова не е за вас ништо ново, имате долгогодишно искуство. Денеска стапувате на функцијата. Кои се вашите гледишта? Ќе ги задоволи ли лајка сите овие потреби? Видете, прифатилиштето лајка и кај нас во законот се укажува само на транзит прифатилиште. За жал, во последниве години прифатилиштето од транзит прифатилиште е претворено во еден вид на, тоа повторно не е утврден законски термин, азил на кучиња, односно гледаме дека и по социјалните мрежи како што се промовира нели претпријатието, ова куче седи година дена, 2 години, 3 години, денес го вдомивме и така натаму. Во другите градови каде што сум помогнал да се воспостави системот, таков случај нема. Значи кучето мора да седи во прифатилиште, може да седи до 20, 25, 30 дена, затоа што на таков начин него губи природниот хабитат од каде што е земено кучето, а и на крај крајва нема никаква полза куче да седи во овие услови кои што се направени за транзит. Односно тоа реално е направено за 15 до 30 дена кучето да седи во тие услови и од тука натаму да продолжи. Затоа што во начинот на кој што е изградено самото јавно претпријатие, кучињата седат буквално во еден вид на самица. И сега вие некој да ве стави таа и најдобрата самица, да е со најдобра храна и да е чисто и така натаму, а прифатилиштето жал не е изградено во таа насока. Подовите не се соодветни во секој случај, канализацијата не е соодветно изведена и на таков начин се нарушува благосостојбата на животното, а тоа животно го оставаме таму со надеж дека утре ќе се вдоми, а всушност благосостојбата негова е сериозно нарушена. Јас ја разбирам емпатијата кај луѓето и што работат внатре и кај активисти и така натаму, дека сметаат дека секое вдомено куче е одлично, но каков пат поминало кучето во претходниот период, треба да се ставиме во прашање еден ден да преседиме во тој бокс да видиме дали е тоа воопшто нормално, здраво за функционирање. Затоа ќе се вратиме на реалната можност во лајка, тоа е кучињата наистина седат таков период каде што ќе можеме ние да ги третираме, да им дадеме можност да се вдомат, доколку не се вдомат ќе се вратат на локацијата, доколку ги поминат тесто за социјализација и така натаму, ќе се враќаат на местото каде што се заловени со цел да си го продолжат нели животот на таа локација. Вашата стручност ќе надополните и самите рековте со тимот на лајка. Општините треба секако да се справуваат исто така со овој проблем. Дали тоа можеби ќе биде стерилизација, го споменавме и ова, заловување или инспекција на терен, кое што секако е неопходно? Да. Општината, како што кажавме, може во оваа насока да работи со едукација на населението и тоа е делегирано и во програмата на работа за лајка и во Законот за благосостојба на животните има делегирана одговорност на самите општини дека може дополнителни мерки да превземат со цел контрола на уличната популација на кучињата. Точно ова ќе го стимулираме. Може да направат едукација, може да направат субвенционирање на стерилизација на домашни миленици, што лајка е за уличната популација, не е за домашните миленици.
општините посебно да направат, што рековме, само околу 6% на ниво на градот Скопје домашна популација на кучиња е стерилизирана. Според официјални податоци од ВИС-системот на Агенцијата за храна и ветеринарство, кој што е редовно ажуриран, се надевам. Од тука натаму, општината генерално со тоа што склучила договор со Лајка да ги третира уличната популација на кучињата, кругот и се заокружува. Во секој случај, секоја дополнителна и редовна исплата на средствата кои што треба да бидат дадени кон јавното предпријатие ќе биде добродојдена, затоа што знаеме дека доста од општините доста често задоцнуваат во исплатите кон јавното предпријатие. Јавното предпријатие има сериозни финансиски предизвици. Да се разбере, треба да има соработка. Да. Кон средување на оваа ситуација во Скопје нема да биде лесен со оглед на тоа дека кучињата скитници од секогаш се горлив проблем за градот Скопје, конкретно за градот Скопје. Имате ли чести пријави од граѓани? Како оди таа комуникација? Видете, јас не сум во јавното предпријатие 2,5 години, така да не можам да кажам како оди комуникацијата со граѓаните, но можам да кажам дека буквално, ајде не на секојдневно, во неделата неколку пати ми се јавуваат граѓани затоа што мислат дека се уште работам во јавното предпријатие и се жалеа на можноста да пријават. Најверојатно се уште тој кол центар не функционира баш како што треба. Тоа е една од првите работи кои што задолжително ќе се посвети сериозно внимание. Секој еден глас кој што сака да добие помош и асистенција од јавното предпријатие задолжително ќе мора да биде слушнат и да биде адресиран. Ќе ги видиме, на времето воспоставивме едни многу убави мерки и целосна евиденција за секој еден позив, кога е примен, од кого е примен, во колку часот, дали е постапено, кога е постапено, дали е најдено куче, така натаму ќе видиме дали тој регистар се води во јавното предпријатие. Ако се води супер, одлично, ќе имаме одлична база, ако не, задолжително ќе го стартуваме да се води со цел граѓанинот кога ќе има процедура, по принцип се надевам дека се исполнува моментот, дека кога ќе се излезе на локација, пријавителот задолжително мора да се информира по телефон дека излегуваме на конкретната локација, за тој да знае дека предпријатието врши дејност, што доста често претходно предпријатието врши дејност, не му се јавува на пријавителот вика овие ништо не работат. Вака ќе се даде можност човекот да дојде на лице место, да посочи за која животно станува збор, евентуално да помогне, затоа што помошта на граѓаните е можеби и круцијална во однос на заловувањето на животните. Друго е, едно е кога некој го познава животното да ти помогне да го фати, да му даде сигурност на животното дека ништо страшно не се случува, отколку да е сосема една екипа странни луѓе со можеби некоја палка во нив нели за заловување или поводник, чудно облечени и така натаму, кои што не ги познаш, нормално дека кучето ќе си инстинктите му работат за самозаштита и ќе се зацкрие позади некој ќош и така натаму. И дополнително ќе се исплаши. Да, и во таков случај заловувањето е многу потешко. Така што граѓаните се секогаш добродојдени при самото заловување на кучињата и во пријавата на кучињата со цел да имаме една заедничка соработка. И за крај на овој разговор сме зборувале многу често на оваа тема, останува сепак на вдоми, не купуваме, подај шанса нели за нов живот. Навистина секоја куќа заслужува вистински дом и љубов. На што вие ќе се насочите во периодот кој што следувате? После оваа емисија одите во Лајка, започнуваат навистина големи обврски за вас. Да. Видите, една работа за која што навистина треба да се пофали јавното предпријатие, тоа е медиумската покриеност на работата на предпријатието и начинот на кој што се афирмира точно оваа порака да се вдомуваат кучиња колку што може повеќе. Во секој случај луѓето кои што го работат тоа ќе бидат стимулирани да продолжат да го работат тоа. Можеби ќе направиме уште некоја плюс иновација, креативноста нема граници и вратите во оваа насока ќе бидат секогаш отворени за нови предизвици, предлози, се со цел да промовираме вдомување на кучињата, затоа што на таков начин прво што им даваме шанса за живот, затоа што доста често се гледа дека куче дури проблематично кое што било на улица, кога ќе си добие дом, апсолутно тој момент веќе го снемува, затоа што веќе други му се условите во кои што тоа куче функционира. И втората работа е кучињата на таков начин би се намалило од улица. Јас колку што ги гледав бројките, тоа е уште од 23-та година кога бев натре, 24-та, 25-та година горе-доле околу 350 до 370 кучиња на година се вдомени, што не е мала бројка. Ако гледаме дека Скопје има околу 5500 кучиња, тоа значи дека за овие 3 години околу 1000 кучиња се вдомени, тоа не значи дека ние живееме стаклено звоно и имаме сега 4000 и нешто, затоа што нови доаѓаат, но замислете да имаме уште 1000 кучиња плюс на локација, што значи дека секое вдомување е добродојдено. Ги повикуваме граѓаните навистина да ги следат страните на јавното предпријатие, можеби ќе си го најдат својот
миленик и својот член на семејството точно во едно од овие кученца, исто така за општествено одговорните компании, еве нека ги стимулираат вработените да барем да ја отворат страната на тие бизнис состаноци или средби со вработените, нека го промовираат овој момент и во секој случај секоја предпријатие во рамките на нивниот двор може навистина да преземе едно кутренце кое што ќе им го разубавува денот, а може ќе им го чува и просторот. Да се ради да донираат и да спасат некој живот повеќе, да. Благодариме многу, секако да бидеме одговорни сопственици, сите кои што имаме домашни миленици да се грижиме за оние бездомните на улица. Ќе ви посакаме многу успех во работата и се надеваме на убави резултати во иднина. Ви благодарам на поддршката буквално низ целиот овој период и се надевам дека оваа поддршка ќе продолжи и вашата заложба за промоција на доброто решение на овој проблем. Благодарам што. Благодарам. Уште еднаш честитки и многу успех.